При изведба на Джану Ширшасана постојат неколку начини за употреба на йога помагала. Бидејќи станува збор за сидечка положба, тука можеме да го употребиме гебенцето за подигнување на колковите. Така, ова би требало да ни помогне при наведнувањето нанапред. Би требало да го олесни тој процес. Во Джану Ширшасана едната нога ја виткаме и стапалото го ставаме од внатрешната страна на бутот. За некои практиканти нема да биде премногу пријатно коленото да биде едноставно пуштено да виси надолу, бидејќи можеби немаат природна отвореност на колковите во таа насока. Со цел да ја стабилизираме, олесниме и да ја направиме положбата попријатна за практикантот, можеме да понудиме поддршка со блокче. Така, и потоа можеме да се наведеме нанапред и да ја завземеме положбата. Меѓутоа, тука се наметнува еден друг проблем. Например, некои практиканти ќе имаат ограничени можности во однос на тоа колку ќе можат да се наведнат нанапред и нема да можат да го фатат стапалото. Тука на помош ни доаѓа йога ременот. Така, го опфаќаме стапалото, го држиме убаво со двете дланки, вдишуваме, грбот е исправен, долг и се наведнуваме нанапред. Не го компрометираме грбот, односно не дозволуваме тој да се заобли премногу, затоа и го користиме йога ременот. Сега ќе ви покажам како користејќи едно од истите помагала, односно йога блокче, можете да ја продлабочите истата положба и да го зголемите нејзиниот интензитет. Значи, го виткаме коленото, стапалото оди од внатрешната страна на бутината. Сега го поставуваме блокчето зад стапалото и со исправен грб се навалуваме нанапред и наместо да го фатиме стапалото, го фаќаме блокчето. Во попасивните стилови на йога можеме да употребиме и болстер. Во овој случај си имам болстер од домашно производство. Внатре има свиткана гумена йога простирка, обвиткана со дебело кебе и сето тоа се држи заедно со помош на врвка. Го поставуваме болстерот паралелно со испружената нога и полека се навалуваме нанапред. Болстерот ни дава можност да се опуштиме во оваа положба при подолготрено држење на истата.